А сега го поканувам председателот на владата на академик Република Цветан Македонија, Грозданов. господинот Никола Груевски. И како што чувте, следува обраќањето на председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски. Вие никогаш нема да не убедите дека ако се покориме и ако го предадеме оружјето, ќе имаме гаранцијата за нашиот живот и имот. Јас веќе дадов наредба по цела Македонија воопшто да не ве слушаат и да не ви веруваат и кој што ќе ве послуша ќе плати со својот живот. Впрочем, вие сте должни да водите со нас правилна војна, зашто во спротивен случај ние ќе опожариме многу села со ваше население и ќе ги истребиме нивните жители. Ние не очекуваме помош од Европа. Ние се надеваме со нашите собствени сили да ги уништиме вашите храбри војници и може би не е далеку часот кога над бојадисаната во крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата. Ако бурите го зачудија светот со својата борба против Англија, ние уште повеќе ќе го зачудиме, порача основачот на внатрешната македонска револуционерна организација Даме Груев во писмото до Хилми Паша за причините за кревањето на Илинденското востание неколку години по неговото задушување. Христо Узунов во писмото до мајка му, испратено од битолскиот затвор, вели: маките на татковината се поголеми од сите страдања на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредувам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка, Македонија, отколку на тебе што си ме родила. Те молам во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш ни да плачеш за мене. Незадоволен ќе се чувствувам ако ти со твоето држење бидеш пример на другите мајки и сопруги. Ние треба да разбереме една за секогаш, дека нашиот спас се наоѓа исклучиво во нашите раце. Впрочем, ослободувањето на Македонија пред се е дело на сите нејзини синови, без разлика на вера и народност. Од нашата силна волја, од длабоката наша верба во светлата иднина и од нашата сплотеност и еднодушност зависи во значителен степен реализирањето на нашиот идеал, создавањето на самостојна Македонија, рече македонскиот револуционер Владислав Ковачев. Ние сме од оние кои што имаат цврсто убедување дека едно ослободително дело ќе успее само кога се потпира на вистината, на правдата, на моралот, законитоста и честноста. Лагата, расипаноста, измамата, престапноста може само да е упропастат и најдобрата и најсправедлива кауза, порача Ѓорги Баждаров. Борбата за слобода на Македонија е борба на идеализам, на жртви и несебичност. Таа борба се води отворено пред непријателите, поробувачите, и таа не треба, не може и нема да се откаже од патот зацртан од незините создавачи. Никое друго место, освен поробена Македонија, не може да биде место за нелегална борба, порача револуционерот Наум Томалевски. Ние треба да се ослободиме од сите бугарски партии,
да работиме само за Македонија и со македонци. Инаку сите ќе не осудуваат и само ќе налеваме вода во нивните партиски воденици, а Македонија ќе плаче. Во тие денови порача македонскиот револуционер Петар Чаулев. Денес, на 23. октомври, Македонија слави и им се поклонува на доктор Христо Татарчев, Дамјан Груев, Иван Хаджиниколов, Андон Димитров, Христо Батанджиев, Петар Попарсов, Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Христо Узунов, Анастас Лозанчев, Димо Хаджидимов, Петар Чаулев, Александар Турунджиев, Мише Развигоров, Ѓорги Сугарев, Васил Чакаваров, Јане Сандански и на сите оние кои ги дадоа своите животи за независна и самостојна Македонија. Многумина вечерва се запрашавте зошто ова моје обраќање го започнав со 5-6 цитати, за да расчистиме што славиме на оние што се уште не им е јасно. Со цитатите кои ги прочитав, јасно е што славиме денес. Со цитатите и извадоците од писма на македонските револуционери, споменати погоре, јасно е што денес слави Република Македонија. Тие рекле, организацијата да се вика Македонска револуционерна организација, таа да биде револуционерна, да действува исклучиво на територијата на Македонија во незините природни и историски граници, да действува за остварување на политичка автономија на Македонија, основачите да се македонци, да имаат авторитет и да живеат во Македонија, за да бидат постојано во контакт со населението во Македонија. Организацијата да биде самостојна и независна и да нема никакви врски со владите на соседните држави. Почитувам председател на